јавни обвинители, другите за Советот на јавни обвинители. Очекуваме од владата набрзо да доаѓаат повеќе закони. Знам дека таму се работи интензивно, има зголемен фокус во однос на ова прашање. Очекуваме дека во текот на годинава ќе имаме поголема ефикасност во однос на носење на закони од реформската агенда. Дали се суверени условите во Македонија да се отвори уставот, дали треба во пакет или парцијално да се отвори со оглед на тоа што имаше иницијатива за уставна тужба од Уставниот суд? Отварање на устав е сензитивна работа, пред се работа на договор помеѓу политичките партии и тоа знаете дека во собрање треба 2/3 од пратениците да се договорат да отварат устав. Јас не би коментирал, би оставил тоа политичките партии да донесат одлука кога е тоа потребно да се направи и околу кои прашања. Дали во собранието веќе се дискутира можеби за нови пратенички групи, села најави ново политичко движење, можеби ново име на партија, дали ви известиле за тоа? Не сум известен се уште. Во моментот кога секој пратеник или пратеничка група или група на пратеници кои не се организирани во пратеничка група се изјаснуваат поинаку, го информираат председател на собранието, јас ги информирам сите пратеници и јавноста, така да во моментот кога ќе бидам известен, ќе бидете и вие и јавноста известени околу секакви промени на пратеничките групи во собранието. Од два аспекти според мене, од аспект на политичка димензија и од професионалниот аспект. Пред се треба да го имаме на ум фактот дека Уставниот суд треба да ја одигра својата улога како што е му е пропишано во Уставот, а тоа да го брани Уставот и уставноста на донесување на законите во државата. И затоа не треба ние да гледаме да имаме предрасуди кон темите кои носат до квалитетното одлучување. Пред се треба да го имаме на ум каков уставен суд ќе имаме и тој да биде во најдобра можна ситуација да може да решава во однос на брањење на уставот и уставот.